Добро дојдовте и денеска во отвореното студио одовде од Скопје Сити Мол, каде што буквално сите не зафати оваа Сергеманија. Знаете дека препознатливите хаштази се веќе тука, маичките ги носам јас, меѓутоа веќе ги носат и дел од присутните. Јас се уште денеска сум со ке ми пукне душата, она кое што е препознатливо за Сергеј и за Студио Мода, која што стана една од најгледаните несомнено емисии во Македонија. Денеска останувам тука во следните 60 минути и вие треба да останете пред малите екрани. Освен шуш боја ги имаме урбано, ги имаме квази старлета, меѓутоа имаме уште многу работи кои што треба да ви ги пренесеме. Да бидам искрена, во исчекување сме на Серге, во исчекување сме и на специјална гостинка која што ќе ни се придружи во отвореното студио на Ексклузив денеска токму од Скопје Сити Мол. Мое само да ве поканам да дојдете токму тука и да бидете дел од Сергеманијата. Бидете со 1 ТВ и со отвореното студио. Се враќаме за кратко. Еве неповторно назад од отвореното студио на Ексклузив, односно од Скопје Сити Мол, каде што имаме буквално Сергеманија. Денеска тука сме сите по еден повод или по оние одлични маички со препознатливите хаштази на Сергеј. За да ви ја доближам атмосферата и за да знаеме што точно се случува пред ние да дојдеме и во текот на целиот ден, си имаме Андријана која што си е задолжена за се да функционира одлично. Здраво, Андријана. Здраво. Како се чувствуваш денеска? Супер се чувствувам. Кажи ми, од кога си ти тука и каква е атмосферата? Тука сум од 5 и има гужва, значи доаѓаат многу луѓе, бараат секакви, значи хештегови. Добро, кажи ми, која е маицата која што има омилена на македонците? Ќе ми пукне душата, највеќе ја бараат и манекенка да будам. Добро, дали можеби доаѓаат момци да купуваат? Па измешано, највише така доаѓаат. Кажи ми, ти го гледаш ли Сергеј? Го гледам, да. Дали можеш да ми откриеш кој е твојот омилен хаштаг? Мене па овој еве сега што го носам урбано. Добро, што изгледаш на вистина урбано, топ си, среќа па не си джигеросана. Да. Кажи ми, доаѓаат ли не да боже петардирани и джигеросани? Па не сум видела до сега, така да добре се сите. Очигледно дека Сергеманијата си го направила своето и сега повеќе се внимава како изгледаме. Да. Кажи ми, до колку остануваш ти тука? Тука до 9:30. Значи, заедно ќе ја чувствуваме онаа Сергеманија. Ти благодарам. Јас останува сега да одам со овие луѓе кои што се тука, односно да направиме мала анкета, да видиме кого чекаат, што чекаат и да ги прашам за омилениот хаштаг. Одиме, друштво. Здраво! Здраво! Како се викаш? Кристијан. Кого чекаме денеска тука? Сергеј Варошлија. Го гледаш Сергеј? Секој ден. Кој ти е омилен хаштаг? Ке ми пукне душата. Ти благодарам, прекрасен си. Здраво! Дали вие го гледате Сергеј? Да, редовно. Кој ви е омилен хаштаг? Да буде манекенка. Искрено. Срце, дали ти го гледаш Сергеј? Да. Кој ти е омилен хаштаг? Хаштаг ми пукне душата. Ќе ти пукне ли душата од убавини кога ќе го видиш Сергеј? Да, Сакаш да се сликаш со него? да. А маичка ќе си купиме ли денеска? Да. А мама? Мама ќе купи ли маичка за нејза? Реално, да. Изгледа ке биде ке ми пукне душата. Тоа превладува. Ви благодарам и на двете. Одиме понатака. Да видиме тука. Здраво, девојчиња, како сте? Добре. Дали го гледате Сергеј? Да. Кој ви е омилен хаштаг? Ке ми пукне душата. Дали може би старлета да будам? Па не баш, да ми пукне душата ми е најомилен. Од кога го гледате Сергеј, дали нешто промени во твојот изглед? Па од почетокот, од кога го гледам, се променив на мојот изглед. Што значи тоа се? Па, например, имам повеќе вкус, ги комбинирам боите повеќе и така. Што ќе му кажеш на Сергеј, бидејќи го очекуваме да пристигне? Па, дека е пресовршен и дека ќе ги слушам неговите совети до живот. Ти благодарам, прекрасна си. Можеме да одиме и навака, бидејќи веќе го имаме Сергеј. Јас само да поминам, ви благодарам. Ја имам и специјалната гостинка. Многу брзо ми ја откривте. Здраво, Серџо. Како си денеска? Добро е, супер. Почна еуфоријата? Почна Те еуфорија. трга ли од перика навака? Ме трга од перика и натака и навака. Дали се чувствуваш ти подготвен за новото лудило? Јас сум секогаш подготвен за лудило поготово. Да. Ти благодарам на тебе, сега морам со дамата. Здраво, Лила. Ти си ни специјална гостинка, ама многу брзо па те откривме. Дали тебе
Да, дали може би тебе те дрпа од перика сега со Сергеј кога доаѓавте? Сергеј звездата. Добро. Тој кој што е трган од перика. Јас сум му дала мала подршка, како е во животот на дали сме многу време, а бога ми сега во ова луѓе наречено Сергеј кој Јас морам извини, програма во живо да дојдам до тебе, па да си бидеме блиску и Може ќе така. мора на овој микрофон да зборуваме. може. Колку долго се познавате со Сергеј? Па повеќе од 25 години. Значи буквално кога јас почнував со мојата кариера, тој исто така отприлика сме тука и со годините и со бројот на годините како што работиме и тоа е едно пријателство кое е константно, а сега е онака баш на едно максимално завидно ниво, се дружиме и приватно, заедно со него и со Боки и со Анета. Меѓутоа и секогаш кога имаме нешто слично како ова што е, кога треба и нешто службено и професионално да завршиме, тогаш сме исто така заедно. Бидејќи ми рече дека од самиот старт или од самиот почеток на твојата кариера си со Сергеј, дали имаш некој совет кој што си го добила и при тоа си го применила? Секако, да, значи шишки ми има кажано да не ставам шишки, на тоа се сеќавам. Дали некогаш си носила шишки па ти рекол Лила доста е? И шишано ме разбираш, па сватил дека не ми стоја добро. Еднаш ме упропасти пред емисија, ми стаи улје на глава и отидов мрсна у главата и ми рече, Мацо, тоа изгледа светски. И кога се видев на програма му викаш Мацо, не. Мацо, дали викам бака светски вистина изгледаат? Се шегувам, види на толку соработка, толку емисии, толку работа. Значи почетокот на нашите кариери беа заеднички. Сега така сега работи нешто сосема друго, па не може да ме прави, меѓутоа сме имале многу интересни ситуации, меѓутоа ние пред се приватно се дружиме. Да, тоа е најбитно и уште една сакам да кажам дека ово што му се случува на Сергеј едно заслужено лудило, затоа што тој има уште многу што да каже. Ова е само почеток на неговото појавување овде, односно на неговиот успех, сакам да кажам. И драго ми е што Еден ТВ тоа го препозна, му дадем шанса, можност, а тој ја искористи на најдобар можен начин и многу се радувам за неговиот успех. Овие луѓе кои ќе ги видам овде, знам дека доен заради него. И велам, тоа е тоа, кога сте најмладите обожаватели, тоа значи дека си успеал. Значи, него го сакаат буквално сите, а посебно малите. Тој дека е добар. Бидејќи спомена дека сте тука и во добро и во лошо, кажи ми какви совети ти му даваш на Сергеј, бидејќи сега му се случува нешто сосема ново, бидејќи тој вчера ми рече, јас не сум навикнат на ова за мене е вистински шок. Така, и се согласувам потполно, прашањето е многу убаво и многу често разговараме на таа тема. Сергеј, иако изгледа како што изгледа и зборува, како што зборува, тој е еден скромен, нема да кажам срамежлив, меѓутоа така, едноставно не сака такво експонирање, барем до сега. Меѓутоа сега гледам дека му годи и добро се снаоѓа. На почетокот беше навистина во лудило, не му беше јасно што се случува, дека сите зборуваат за него, дека сите го гледаат, дека кај да тргнеме, значи верувај, кој сака нека биде со него, први нудат по Сергеј, па после Лила е тука, ова е тука, знаеш. Сега влезе во втор план. Така што апсолутно мене ми е тоа драго, да, затоа што Малку да одмориш. Па и да одморам, па и пак ќе кажам, ова е нешто ново, нешто интересно. Така што да, му давам совети за тоа како треба да се однесува. Јас давам совети само ако ме праша ништо, не му давам сама, нормално. Така велат, совет се дава само на човек кој што го бара тоа од тебе. И гледам дека послушал, гледам дека добро сега веќе се носи со неговата максимална популарност, тој е популарен цел живот, да не се лажеме. И тоа е една ваква еуфорија. Ретко се случува и навистина доста долго го немавме ова во Македонија. Гласувам, еден ваков Сергеј не достигаше долго време на Македонија и драго ми е што се појави. И ти велам, секоја што и да ме праша во однос на тоа како да се однесува, што да враќа на Инстаграм, на какви пораки, што да направи во врска со тие социјални медиуми кои што јас релативно добро ги владеам. Навистина му помагам и гледам дека тоа му функционира одлично и драго ми е што можеме и јас на некој начин да му се одолжам. Бидејќи од почетоците си со него, дали може би ти текнува што ти падна тебе прво на памет и што му кажа кога Сергеј дојде и ти рече Лила, слушај, сега ќе правам ваква и ваква емисија? Јас бев многу среќна на нивната идеја, нели, неговата и на Еден ТВ пред се. За една ваква емисија, јас реков први што една емисија од таков тип не достига во нашата држава, тоа е прва работа. А втора работа, јас навистина не гледам некој друг компетентен кој што може тоа да го искоментира. Затоа што Сергеј, како го знам, е стилизиран, човек кој што секогаш е разбирал модата, човек кој што секогаш знаел да даде добар совет, и јас само велам, време е да си ги наплаќаш советите.
Што беше бесплатно, кажи ми вака, кажи ми онака. И мислам дека следно е тоа, академија каде што ќе ги учат нели на шминка, фризура, на совети за облекување, нешто слично, и сметам дека тоа е она што тој најдобро го прави и го работи, и мислам дека со неговата појава малку се подсредија или доправа, се уште е краток периодот, ќе се средуваат социјалните мрежи кај нас. Знаеш колку често ќе ми кажат, ќе се сретнам со нека пријателка и ќе рече: "Што викаш, што би рекол Сергеј?" Значи не ме прашува што би кажала јас туку. "Што би рекол Сергеј?" Или "Ај пушти му сликава на Сергеј што ќе каже, дали оди ова со." И мене ми е многу драго што човекот постави некакви стандарди. Доправа ќе се поставуваат, особено за младите, да знаат што и како треба. Се во ретони да гледаат Лила, да гледаат Петко Станко, Ким Кардашијан. Митам мора да се знае, ако имаш 15 години, има да се однесеш како 15 години. Немој да бидеш старлета на 15 години. Ме разбираш? Или ако си решила да бидеш наставничка, професорка, докторка, мораш да внимаваш на тоа како изгледаш. Јас сум водителка, јас сум јавна личност и сега гледај, можда некои работи не велам дека и мене ми личат, се согласувам, но сум јавна личност. И колку и да не ми личат, сепак може да ми се прости, затоа што сум, уште еднаш ќе кажам, некоја која што работи за медиуми, таму е дозволено, малте не се. Ако сум решила да бидам докторка и да бидам професорка, тоа не е дозволено. Затоа што тие ученици имаат Инстаграм и ме гледаат. Така што нека не се лутат луѓе кои што ги коментира Сергеј, па слушам го тужат, па не знам што, мислам само да ми кажам дека тоа смешно. Дали можеби некогаш што искоментирал некоја твоја блиска пријателка негативно или позитивно, дали може некој ти се пожал: "Лила, дај каже му да не ме коментира", или "Леле, немој, не дај Боже да ме потфати"? Да, се случува, значи оптеритени се, дури се оптеритени, и се на место да ми кажуваат и да го тужат, пред да ја стават сликата на Инстаграм, нека се погледнат во огледало. Пак ќе кажам, никој не е совршен, ниту па јас правам совршени комбинации постојано, имаме грешки, ама тој буквално забележува и гледа, тој взима неколку слики, не взима само една, и забележува кога некој на 100 слики е утка. Па константно. Константен во утка. Тоа велам на да лутат на Сергеј и да го тужат и да му пишуваат разноразни пораки, мислам тоа е вистина срамно. Треба да се погледнат во огледало и да речат "Еј Сергеј, стварно има и такви, што ми е драго." Му кажат: "Леле, ти ми скоментира, ми тоа во право беше, па дај ми совет." Значи, мораме во животот некогаш да бидеме реални. Бидејќи денеска и јас и ти го носиме овој препознатлив хаштаг "Ке ми пукне душата", дали ова е твојот омилен? Па види, и овие боја ми се многу хит. Шуш боја, джигер боја и така натаму. Надевам никој джигеросан нема да дојде денес. Да, или спржени вакви такви. Меѓутоа да, ова ми е Сергеј, ова ме потсетува на Сергеј, затоа што Сергеј тој приватно го кажуваше пред да почне емисијата. Јас да им кажам на луѓето дека Сергеј оно што го слушаа, што го зборувал, луѓето кои што го познаваат како мене, знаат дека тој во приватниот живот, неговиот вокабулар е таков, тој е максимално интересен лик кој што и кога зборува има некои изрази на кои што на другите нема да им текне. И ова се изрази кои што тој ги кажува и помеѓу нас приватно и само го пренесува онака на телевизија, едноставно тоа е тој. Тој не глуми ништо, не се прави паметен, не се прави експерт, тој едноставно е експерт за вакво нешто. И уште еднаш ќе кажам, на Македонија и требаше еден Сергеј. Може би треба уште една, два, тројца и да не ја оправа, меѓутоа нека биде сега. Нека почне се од Сергеј па да видиме како ќе се движи. За сам крај на овој дел од отвореното студио, кажи ми 3 работи за стилот кои што си ги научила од Сергеј. Од Сергеј. Па да, значи Сергеј сака, еве на пример сега вака ме гледа од таму и многу сака вака да ме ишиша. А јас пустата па сакам долга коса и значи секогаш ме вели дека косата мора да е здрава, да е средена, испрана и тоа значи ми е она нешто што ми останало нели во сеќавање, односно го применувам. А тоа дека овде вака не смее да ми биде многу плава косата, дека затоа сум овде потемно фарбана, овде посветло и дека нам овие мои нозе им стојат само штикли или високи подпетици како сакате, затоа што патики се окей, носам и убаво стојат и се модерни и се, и тоа Сергеј смета, бидејќи не сум нешто многу висока, смета дека освен во теретана секогаш треба да носам високи подпетици, така што јас горе долу го слушам, да. Дали кога се подготвувате за заеднички излегувања, гледате да сте компатибилни еден на друг или се советуваш со него? Апсолутно не одам до таму да му вадам душата и за излегување, меѓутоа кога имам некои јавни настапи,
искрено го консултирам. И затоа за кусата каква да биде и што да прави кога може и ме прави, нормално. Што да облечам, како да облечам, комбинации некој, да. И него, ама и Боки морам да ти кажам дека и него го консултирам и знае да ми сави некоја Лила, што е ова што си го облекла? Тоа претежно Боки. Сергеј не би го кажал тоа баш така, ама Боки, што си облекла, ма шо е ова? Така што добро, секому може да му се случи, меѓутоа не константно, затоа зборуваме. И наместо уште еднаш ќе кажам да му се лутат, малку повеќе, така е, да следат што им кажува, како им кажува, и тоа, нивните мани да ги префрлат, да ги претворат во доблест. Тоа е најбитното нешто што може да се научи од Сергеј. Ти благодарам тебе, ти остануваш тука со мене, останува и Сергеј, остануваме цела екипа денеска во отвореното студио, токму тука од Скопје Сити Мол. Уште еднаш ќе ве повикам да дојдете да се дружите со нас и да дојдете да си набавите една од овие препознатливи маички со вашиот омилен хаштаг. Бидете така, продолжуваме токму од тука. Еве не, се уште сме тука во Скопје Сити Мол од отвореното студио, каде што се случува ова вистинско лудило. Многу луѓе се тука и сите го чекаа Сергеј и нормално дека го дочекаа. Така е, добро вечер, уште еднашко добро вечер и поздрав до гледачите и до оваа прекрасна група на луѓе околу мене. Вчера ми кажа дека можеби непознато потекло е еден од твоите омилени хаштази, гледам дека денеска имаме... Да, денеска си облеков непознато потекло. Така се чувствувам. Зошто, Сергеј, ти имаш дуксера, не имаме маички? Зашто сум специјален. Затоа што си од непознато потекло? Затоа што сум од непознато потекло, да мора да имам нешто на мене што ќе се разликува од другите. Кога доаѓаш навака, дали можеби некој те застана да ти побара совет, освен што те дрпаат константно? Навака доаѓав со Лила, ќе се заблагодарам за се ова што кажа, така да се паркиравме директ горе во Сити Мол, организаторот не спроведе до тука. Има мала гужва, меѓутоа сосема нормално, заради тоа сум и тука за да ме дрпат, за да ме тргат и да се фотографираат со мене или побараат каков и да е совет. Вчера ми кажа дека за тебе се ова е шок, и меѓутоа имаш отприлика некаде 12 часа, ако не се лажам, за да си ги собереш сите впечатоци. Какви се впечатоците од вчера? Многу ми е драго, заради тоа што пред се сите овие луѓе што се тука дојдени со, освен да ги набават овие мајци, се дојдени да споделат љубов. Се дојдени да споделат една убава мисла, се дојдени да споделат нешто убаво, кога се разменува една убава енергија, една чиста мисла, еден искрен пристап. Јас сум повеќе од среќен, заради тоа што јас таков сум бил цел живот. Среќен сум бил кога другите сум ги правел. Среќни не е битно на кој да е начин. Кога сме веќе кај луѓето кои што ги правиме среќни, многу млади лица гледам денеска. Така. Тие што те прашуваат најмладите? Сакаат да се сликаат со тебе? Автограми видов вчера дека бараа на рачињата. Да, најмладите во принцип ме прашуваат исто што ме прашуваат и возрастните. Меѓутоа повеќето дечиња се срамежливи, сакаат да се сфотографираат со мене, сакаат да им дадем автограм дали на рака, дали на маска од телефон, дали на самата мајца. И со задоволство нормално го правам тоа, веројатно ме гледаат малку како цртан филм. Пошто сум малку јас нереален лик со целата таа коса, мојот стајлинг, мустаките и сите работи. Ме прашува дали ми се вистински мустаките. Вчера имаше едно девојче кој што сакаше да ти ги допре мустаките, ама ти ја направи истата фора како што ја направи на Јадранка. Така, ама Јадранка повеќе се уплаши од колку девојчето за волја на вистината. Може би била спремна бидејќи те гледаат. Многу од мајките, од родителите ти кажаа дека секоја емисија ти ја снимаат. Да, и мене ми е драго заради тоа што и јас вчера кажав, јас сосема случајно ја закачив најголемата таргетна група што се вика од 7 до 77 години. Значи од една страна мене ми е многу драго што го има вниманието на децата и на младите за да се делува едукативно, а од друга страна ми е многу драго што ја имам и онаја повозрастна популација која што ме познава и го знае мојот минат труд и ме разбира што сакам да кажам суштински, така да кога ќе се спои младоста и искуството, тука имаме еден добар производ. Заради тоа јас верувам во овие деца. Бидејќи денеска дојде со Лила, јас ја прашав кои се трите работи на кои што ти си ја научил, меѓутоа кои се трите работи кои што ти можеби низ годините си ги научил од Лила? Значи од Лила може да се научи многу. Значи не се тоа 3, тоа се веројатно 30 и 300 работи. Од Лила можеш да научиш
првенствено како да си добар професионалец. Можеш да научиш како се градат пријателства, можеш да научиш како се работат социјални медиуми. Еве ќе ти кажам. Ти помага во тој дел? Три работи. Апсолутно. Мислам, ако некој е релевантен и меродавен во водењето на Инстаграм ниво инфлуенсерството така наречено, тоа е реално она. Сите други се во некаков обид, меѓутоа она тоа го прави најдобро, знае како да го прави, заради тоа и ги има клиентите и заради тоа она и заработува од Инстаграм, затоа што е една единствена која знае да го работи Инстаграмот и знае во точно време што се прави, како се прави, значи ги знае тие маркетинг Инстаграм стратегии кои нас се уште ни се непознати. Дали Сергеј веќе се чувствува како инфлуенсер? Не можам да кажам дека се чувствувам се уште така. Мислам дека времето ќе покаже. Дали се чувствувам како инфлуенсер? Не, меѓутоа можам да кажам дека се чувствувам, коригирај ме ако ќе го кажам зборот на англиски, opinion maker. Па, еден тип на креатор на јавното мислење. Ете така. На некој начин. Се чувствувам како opinion maker, креатор на јавното мислење, за да им ги одвојам на публиката и на гледачите моментот што е да си естрадна личност, што е да си јавна личност, што е кога си водител, што е кога си пејач и настапувач, што е кога си манекенка, што е кога си старлета, што е кога си квази старлета, публика, а публиката кога сака да изгледа како нивните идоли. И јас сум го имал истиот момент. Јас сум имал идолопоклонство во одреден период од својот живот. Освен Мерлин Монро, кој друг е твој идол низ животот? Јас сум многу инспириран од карактерни ликови. Значи, и тоа го имам и изборувано и приватно. Значи, почнувајќи од Мерлин Монро, Одри Хепберн, Мадона, Марлен Дитрих во 20-тите години, Грета Гарбо, тоа се сите тие холивудски ликови, кои кога би постоеле во денешно време, они се тогаш инфлуенсери. Значи, што е сега Ким Кардашијан, Мерлин Монро била своевидно. Да. Марлен Дитрих била своевидно. И јас низ овој концепт наоѓам начин како младата популација што е запознаена само со естетиката на Ким Кей и квази старлетите или вистинските старлети да сватат дека своевремено имало такви ликови кои биле многу креативни, знаеле тоа да го прават на добар начин и на еден таков начин запознавајќи ги тие ликови од историјата, ако не им се покажани дома, ретко ги гледаат или филмовите со Мерлин Монро или од 20-тите години, да видат дека своевремено постоеле ликови кои биле еднакво атрактивни и интересни како на денешниот, така да низ овој концепт јас им спротивњам малку и од уметност, малку и од филм, малку и од естетика. Знаеш добро и новите генерации да ги видат иконите на секое време кое што поминало. Така, браво. Не само на Ким Кардашијан и оново кое што моментално живееме. Тоа бидејќи живееме во време на интернет, каде што е се многу брзо и каде што е се многу достапно. Јас верувам дека повеќето децата не знаеле за некои ликови за кои јас зборувам, меѓутоа сега веќе тоа дознаваат. Што е еден одличен формат. Бидејќи имаме многу публика, јас само да најавам дека имаме изненадување за сите оние кои што се тука денеска во Ситимол, бидејќи јас и Сергеј денеска ќе одиме малку низ гужва, Сергеј. Секако. Да им бидеш малце поблизок на фановите. Јас знам дека се многу нервозни бидејќи веќе те задржувам предолго. Меѓутоа јас и Сергеј за многу кратко ќе одиме низ оваа гужва во Скопје Ситимол и двајца од вас ќе си добијат супер маички со хаштази кои што тие ќе си ги одберат. Останете во Ситимол или можеби ако не сте тука дојдете, бидејќи јас и Сергеј Варошле очекуваме токму на овој штанд. Останува вие да бидете со 1 ТВ, а ние, драги мои, се враќаме многу за кратко. Еве сме тука се уште во Скопје Сити Мол. Јас и Сергеј веќе ви кажавме дека ќе одиме низ столпата тука и ќе се обидеме да најдеме двајца на кои што ќе им дадеме маички. Да. Како велат? Душа мила, ризик јак. Може да тргнеме. Тргаме. Ајде. Ај може. Ајде. Она имаше и порака за тебе. Дека си многу совршен и дека ќе ги слушам твоите совети секогаш. Ако мене имаш гратис мајца, биди тука. Добро. Одиме да најдеме уште некој. Прошетам и да најдеме уште едно. Ајде одиме Сергеј натака да видиме, па нека те видат луѓево. Дојди вам. Сакаш мајчка? Гратис од мене, поклон. Да прашам јас, го гледаш ли Сергеј? Да.
Да, го Кој гледам. хаштаг ти е омилен? Ке ми пукне душата. Ке ти пукне ли душата ако Сергеј ти дае мајца? Одубавени се разбира. Да, одубавена, да. Сергеј, дали ова е Тука? вториот? Да, вториот. Добро, ајде да се прошетаме чисто да те видат луѓето. Бидете така. Ајде да видиме дали ќе не издрпаат, драги гледачи. Нема да не знам. Кажи ми, колку ова е притисок за тебе? Ова се бидејќи сврти се видија толпата што оди по нас. Не осеќаш ли како реалити звезда? Да, се осеќам како реалити звезда на чудно место, заради тоа што е во мол. Сите имаат некакви очекувања, сите сакаат малку внимание, кој сака мајца или такви работи, а не е реално возможно на сите да им го дадеш вниманието или што и да е, така да не сум човек што сака да ги повреди луѓето на каков и да е начин, меѓутоа треба да сватат дека ете, стрекните добитници се случија и сега продолжуваме дале. Ајде, одиме. Добро вечер, го гледате ли Сергеј? Да. Еве го Сергеј, сакате да се запознаете? Здраво, Сергеј, како сте? Да прашам јас, гледам се кријат другите, но добро е и постарите господите гледаат Сергеј. Не се само здраво другарчиња, го гледате ли Сергеј? Да. Кој хаштаг ви е омилен? Ќе ми пукне душата. Дали сакате да го гушнете Сергеј? Да. Ајде сите. Ајде, чекај срце. Стој. Ја знам како. Она ми е тетка. Стварно ти е тетка. Од мене имаш мајца уште една. Уште една, ајде. Кажи фала на тетка ти, јавно. Фала ти, Дита. Ајде свртим уште еден круг и се враќаме назад, чисто да те видат повеќе луѓе. Јас ќе прашам уште нека. Некојаш се чувствува малку, пошто ме прашуваш како се осеќам, некојаш се осеќам како бела мечка кога ја тегнат, за да се. Денески убело си за волја на вистината. Затоа се облеков убело. Знаеше дека ќе те шетаме низ мол. Ќе ме шетате низ мол, уште така, да ме зајаше, да ме влечете. Не, никако. Драгче, не се смеј. Драгче, не се смеј, ќе ти ја пукнам душата тебе од понеделник во телевизија. Ќе видиш ти, Драгче, пошто те немаше долго време да ме снимаш, ќе ти ја викнам и Анџелина Џоли и сите се јават да те откорнат за периката, тргат, да те трескат од земја, да фрлат лево десно горе, у светло, не светло, лево десно, ќе видиш тешко тебе. Дали Драгче ќе добие мајца? Драгче ќе добие. Со кој хаштаг Сергеј? Драгче ќе добие пижами долен ден. Special edition. Special edition, да. Пошто пижами спил. Затоа. Да, не. Добро е. Драгче. Ево го, незгодно му е се црвене. Драгче, ќе си добиеме се што треба. Ние се враќаме, гледам дека има интерес на луѓето кои што си купуваат. Ние сепак ќе поминеме од таа страна и јас ќе ги повикам сите кои што им речат и да добијат маичка, извинете малце, да ни се приклучат тука. Јас може да ти го дадам тебе микрофонот и да се обидам да ги најдам луѓето на кои што им дадовме маички. Биди така. Ќе бидам така. Сега, Драгче, јас да не ги изгубам телефоните како вчера, ќе ги оставам овдека. Секунда. Еве, Мара! Па, кај си ти, Маро? Драги гледачи, Мара, кога беше Халоуин, нема да ја заборавам, во тој костим се утепав од шминкање, од лепење пердуви, од ставање крила, од наметки тегнење, од рогови лепење, од све. Една убава сликичка не ми направи. Една убава сликичка, драги гледачи, која Анџелина Џоли сакав да цркнам да бидам Мара, една убава сликичка не ми направи на цело осветлување, на цела сценографија, на се. Мара ја немаше да ме насли како што треба. Тоа ви е, драги гледачи, да ви пукне душата. Така е. Да се приклучам тука и да ги повикам луѓето кои што си добија маичка, односно твоите фанови. Ајде. Ајде еден по еден. Тројка. Каква сакаш? Дојди девојче само тука срце. Кажи ми сега првен ти. Колку често го гледаш Сергеј? Секој ден. Секој ден? Да. Која фраза ти е омилена? Ќе ми пукне душата. Дали може би внимаваш како се обликуваш? Да. Да вика внимава, видете. Добро е. Одлично. Каква оценка и даваш за стајлингот денес? За стајлингот денеска? 5. Чиста 5. Дали, значи, одиме со ќе ми пукне душата? Пукне душата, мајчка. Ете ги тамо, Сергеј. Ете ги. Еве ти медиум. Може? Фала ти срце. Ајде, слободно, да те прашам тебе првен. Како се викаш? Давор. Колку време си у Сити Мол и колку време го чекаш Сергеј? Па пред 2 часа дојдов. За Сергеј?
Па, отприлike... Прво разгледав низ продавниците што има и кога веќе знам дека ќе биде тука и веќе дојдов да го видам секако. Од каде си? Јас сум од Скопје. Од Скопје си? Да. Колку години имаш? 15. 15. Браво, што јадеш бре, да што порасна толку на 15? Јас се осеќам многу малечка и покрај двајцата, ама се што да правам, не сум јадела валјда од ова што јадел он на времето. Веројатно. Кажи ми кој хаштаг денеска ќе го земеме? Ќе ми пукне душата. Највеќе тој хаштаг на... Да. Ајде, Сергеј, фати работа. Што број си ти? XL, па XL. Мислам дека може да ја облече XL. Да ти е голем XL. Ајде видиме. Ај види. Сакаш да отвориш? Ајде ќе го отвориме и ова. Ајде видиме. И елот ќе ми биде добро. Ел ќе ти биде добро? Да. Ти благодарам многу. Кажи ми колку внимаваш од кога го гледаш Сергеј на изгледот? Па и пред да се појави Сергеј, ја многу внимавам на изгледот, сепак сум моден блогер, се обидувам да се пробијам на таа сцена, сега таа сцена е модерна и доста внимавам како се облекувам. И па ќе се сликаш со мејцата, ќе ме тагнеш на мејцата да ти го отворам Инстаграм профилот да видиме каков е. Океј, давај. Дали би бил среќен ако Сергеј те коментирава некоја од своите емисии? Да. Дали ќе се наљутиш ако ти најде некоја замерка? Не, секако дека не. Ти благодарам, Давор. Фала што ни правеше друштво, можеш од тука да заминеш, а ние да си одиме од две мајци, драги гледачи, излегоа три, но третото девојче, кое што си доби мајчка, ти имаше супер порака за Сергеј и некако ти си исполни желбата. Ја препозна Сергеона, ја имав јас во отворено студио кога направив кратка анкета. Имаше у очите нешто дека сака да како да сака да каже, така да јас така ги детектирам луѓето по поглед, очите кажуваат се како се. И она мене ми кажа дека од кога те гледа тебе, на вистина внимава и нешто има применето од твоите совети. Например? Повеќе ги комбинирам боите, црно со нешто кафеаво или нешто така. Значи не е дека ме гледаш само од причина дека сум смешен и забавен и трескам што се вика глупости или се тркалам по земја, него сепак ме слушаш тоа што го зборувам. Многу ми е драго пошто тоа е целта и поентата. Кажи ми кој хаштаг денеска сакаш да си го добиеш на мајчка? Ќе ми пукне душата. Добро. Ќе ми пукне душата. Изгледа Сергеј, твојот препознатлив знак сите сакаат да го носат на себе. Дека медиум ќе ти биде таман. Сакаш црна или бела, не те прашав. Црна. Ајде. Повели, ќе се сликаш со маичката и ќе ме тагнеш од твојот Инстаграм профил да ти ја видам фотографијата. Може? Фала ти, Злата. Дали си стрекна? Многу сум. Можеш слободно да го гушне Сергеј, бидејќи сакаше Сергеј да те гушне. Вечер. Да, бидејќи се многу нетрпеливи, јас мислам, ајде од оваа страна срце, јас мислам дека тука некаде па можеме и да привршуваме за да те оставам на твоите фанови и да се сликаат, да делиш автограми, па тука некаде да ставиме крај на ова отворено студио. Што ќе им посакаш на сите кои што те гледаат? На сите што ме гледаат, ќе ги поздравам, ќе им посакам да имаат убав викенд пред се, да следат нашата програма, се гледаме од понеделник повторно. Мислам ќе бидеме ние во студио утре. Мода од понеделник, меѓутоа утре сме повторно тука. Во Сити Мол, исто во 18 часот ќе имаме едно вакво дружење, ќе имаме програма во живо, исто ќе имаме други гости, ќе имаме и други изненадувања за сите гледачи, фанови, така да бидете утре тука во Сити Мол. Тоа ќе ви е поздрав од мене.